Назад сме во студиото со колегата Дејан Андоновиќ и стандардно ги анализираме сите информации кои што се во фокусот на светот, Европа и Балканот. Дејан, не секојдневно е да се слуша една таква реторика, меѓутоа ако како оваа што доправа ќе ја анализираме на Доналд Трамп, ако Иран сака да се бори, тоа ќе биде официјално неговиот крај. Повеќе никогаш нема да се заканува на Соединетите Американски држави. Меѓутоа, ако си во положба да бидеш една од најмокните, ако не најмокната држава во светот, веројатно, освен што е таа реторика специфична за Доналд Трамп, би имало некакви реперкусии. За Трамп, веројатно, нема. На ова негово заканување кон Иран се враќа одговорот од иранскиот министер за надворешни работи, кој што пак вели покажете малку почитување. Што е целата приказна околу Иран и Америка? Иранскиот нуклеарен договор. Иранскиот нуклеарен договор, но и иранските резерви на земен газ. Ке потсетам дека Иран е земја која има најголеми резерви на земен газ во светот. Идентично, нели, паралелно као што Венецуела има најголеми нафтени резерви во светот, па оттаму интересот на големите сили да имаат добри односи или влијание врз одредената држава. А ќе потсетам дека Иран е и голема држава и стара, историски стара држава, да не забораваме дека тоа нели тие се наследници на древните персијанци и древната таа цивилизација која сакал некој да призна или не, од минатото до ден денеска зазема голем дел во човечката историја. Силна држава и културите, силна држава, но држава која е специфична по неколку аспекти. Прво е најголемата шиитска држава, муслиманска шиитска држава, наспроти нивните религиски опоненти, но и нафтени опоненти, сунитските арапи кои се во Саудиска Арабија и останатиот дел, потаму имат и конфронтации. Особено што и оваа шиитска држава Иран, во Техеран седи исламистичка влада која 1979 година преку ајатолахот Хомеини направи револуција и од една, би рекол, модерна држава во тоа време, прозападно ориентирана, предводена од тогашниот ирански шах Реза Пахлави, премина во една исламистичко уредување на толкава држава и е трн во око на сите предсезападни држави, но и повторно ќе кажем религиски држави, сунитски религиски држави кои немаат добри односи. Заканите на Трамп ги имаме во прилог, да ги видиме прилогот, па ќе го прокоментираме. Американскиот председател Доналд Трамп издаде строго предупредување до Иран, посочувајќи дека ќе биде уништена доколку дојде до конфликт меѓу двете земји. Ако Иран сака да се бори, тоа ќе биде официјален крај на земјата, напиша Трамп на својот Твитер профил. Во интервју за Fox News, председателот вети дека нема да дозволи Иран да развие нуклеарно оружје, но рече дека не сака конфликт. САД во последните денови распоредија дополнителни воени бродови и авиони во заливот. Тоа беше прилогот подготвен од дескот на 1 ТВ, меѓутоа етимологијата, ако се види на ова изјава, дали во прашање е всушност се изборите на кои што Трамп можеби претендира да го зголеми својот рейтинг и преку една ваква реторика, која што е доста отворена, им се додворува на своите гласачи. Има тука логика и има дел од ова зголемување на таа реторика, но ќе повторам дека Иран е трн во око на сите досегашни американски администрации од 1979 година. Значи, сите председатели администрации до сега нема никакви дипломатски односи. Со Иран треба да се подсетиме дека иранската револуција однесе над 59 животи, американски животи кои беа во тогашната американска амбасада во Техеран, кога исламистичките бунтовници ја презеда власта во таа држава, предводена од ајатолахот Хомеини. Но, и ќе подсетам дека пред 10 години Иран беше повторно ставен на некој начин на државите земји оска на злото, тоа неколку пати до сега го зборувавме, беа Ирак, Иран и Северна Кореја. Ирак падна режимот, Северна Кореја се обидуваат да се помират, па да не се помират, но со Иран остана онаа конфронтација прецизна каква што е. Значи, американците сакаат да го
урнат тој режим во Техеран, но интерес да биде урнат тој режим во Техеран, режим го нарекувам бидејќи тие така го нарекуваат, интерес е и во заливот, во Персискиот залив, каде што освен Иран, сите други држави таму, од Саудиска Арабија, од Ирак, од Сирија, од сите имаат се сунитски муслимани и се конфронтирани со шиитските муслимани во Иран. Тие имаат разлики во религијата, не сум стручен сега да ги објаснувам, но факт е дека неголемата шиитска држава Иран има огромни резерви на нафта, има силна армија, нивниот опонент е Саудиска Арабија, кои се сунитски муслимани, кои се исто така богати со нафта. Саудиска Арабија е американски сојузник, па американските преку Саудиска Арабија ја водат оваа војна. Но оно што е интересно е, самиот рече дека Доналд Трамп е на неполни 2 години пред избори, можеби сака да поентира преку оваа реторика. Не верувам дека ќе го почне војниот конфликт. Повторно ќе кажам, бидејќи Иран е голема држава, силна држава и инвазија од типот кои досега ги гледавме во историјата на САД е невозможна, освен некоја како на онаа на Виетнам, но знаеме како Виетнам заврши. Повторно ќе кажам, Иран е огромен, не е како Ирак, таму се луѓето обединети, сите се шиити. Ако во Ирак имаше подвоеност на курди, сунити, шиити и останати верски групи, во Иран е чисто населението, ги има околу 90 милиони жители, имаат силна армија и можеби нуклеарно оружје, не знаеме, бидејќи тие го развиваат, не знаеме дали имаат ракети, но сигурно дека нуклеарниот отпад кој го складираат може да брзо да биде направен во нуклеарен арсенал. Но Трамп очигледно сака да ја подигне војната риторика и поради својот најголем сојузник, тоа е Израел исто на Блискиот исток, и еврејската држава со Иран се буквално библиски заратени, евреите и персијанците, па евреите и денешните иранци, и имаше анализи изминатиот период дека Трамп го поддржува Бенјамин Нетањаху 5-ти пат да биде премиер на Израел, затоа што само Бенјамин Нетањаху е подготвен да ги почне со изведување на воени напади врз Иран. Од друга страна, тука и Саудиска Арабија, Израел и Саудиска Арабија, иако не природно, сепак бидејќи се со американците, се заеднички, се сојузници, ако ништо имаат заеднички непријател, тоа е Иран. Ние имаме на прилогот Иран, шиити и војната на некој начин во Персискиот залив, краток прилог, да го видиме, па ќе го прокоментираме. Хутите во Јемен соопштија дека нападите во Саудиска Арабија минатата недела биле само почеток на војните операции против 300 главни војни цели во таа земја. Меѓу целите се воени и стратешки објекти во Обединетите Арапски Емирати, Саудиска Арабија и нивната база во Јемен. Саудиска Арабија соопшти дека минатиот вторник со дронови се нападнати 2 бензински пумпи, а телевизијата Масирах, која е во сопственост на хутите, претходно објави дека групата со дронови нападнала и постројки во Саудиска Арабија. И како заокружување на оваа тема, која е реакцијата на Москва, ако се знае дека и таа има огромна улога во ова условно кажано тензија? Ајде овака, тензиите се уште регионални и секој миг треба да преминат на глобални. Прилогот кој го видовме пред малку, сум должен да го објаснам дека Јемен се граничи со Саудиска Арабија и таму се води граѓанска војна подолго време меѓу хутите, кои се шиити, и останатото сунитско население. Зошто го пуштивме прилогот? Бидејќи Иран е обвинет дека се меша во внатрешните работи на неколку држави, меѓу кои беше и Сирија и еве Јемен. Саудиска Арабија подолго време, армијата на Саудиска Арабија го бомбардира Јемен, кој е на границата со Саудиска Арабија, и таму е направен буквално геноцид според извештаите на светските агенции, бидејќи стравуваат дека тие хути таму, као шиити, Иран преку нив се обидува да земе власта во Јемен и подоцна да изведе напади врз Саудиска Арабија, као што го видовме прилогот. Само сакам да подсетам во интерес на севкупнава анализа, ликвидираниот саудиски новинар Кашоги, едно од сомневањата и причините е дека тој се заканил до Саудиска Арабија и до саудискиот принц Салман, дека ќе сведочи дека во Јемен е изведен огромен геноцид врз цивилното население со тие бомбардирања на
саудиските борбени авиони, па оттаму и тој беше ликвидиран, бидејќи не е добро да се дознае дека еден американски воен сојузник на Блискиот Исток извел геноцид врз цивилно население. А сето тоа ќе потсетам под закрила на Соединетите американски држави, а со обвинување ќе потсетам на Турција, која пак нели во Истанбул се случи тоа убиство. Турците во прво време беа со американците против Иран, а сега вртејќи према Москва и Турција самата на некој начин станува некаков нескриен сојузник на Техеран. Но со оглед на тоа колку се замрсени работите, и ги со оглед на тоа што сите го осудија Па го осудија, на да, Кашоги, но и замрсени се работите во Блискиот Исток. Ние денеска имаме како попушта полека контролата и се зголемуваат тензиите. Имаме воени маневри во Персискиот залив од страна на американската воена морнарица, кој ги манифестираше својата сила и разумна моќ на борбената група на американскиот носач Абрахам Линколн. Дојде до ракетен напад врз руската воена база во Сирија. Тоа се све земји една до друга. Од друга страна падна руска ракета од типот Качуша во зелената зона во центарот на Багдад во Ирак, кој е нели до Сирија. Како падна? Некој ја истрелал и бидејќи е руска ракета, веднаш се добива впечаток дека можеби Русија стои зад нападот или американците стојат за другиот напад, а во меѓувреме Турција си ги изведува своите редовни, би рекол, воени акции врз курдите во Ирак. Тоа се држави една до друга, се со цел да се затвори некако кругот околу Иран. И ќе потсетам, сите овие тензи доаѓаат на 3 дена откако американската администрација побара од американскиот воен персонал и цивилен персонал да го напушти Ирак и Сирија поради безбедносни причини, бидејќи тие рекоа се комплицира состојбата со Иран, може да дојде од мазнички акции. Значи, овие акции веројатно сакаат да ги припишат дека можеби Иран и некои групи кои се контролирани од Техеран се обидуваат да направат воени ракетни напади, за да бидат аргумент на Саудиска Арабија, Израел и Соединетите американски држави да направат возвратен напад. Можеме да заклучиме дека Блискиот Исток и понатака останува во фокусот на најконфликтното место во светот. Па во историјата, еве, и Венецуела се појави, и малку Африка беше во Либија, но сепак Блискиот Исток некако се враќа на тикерите на светските агенции. Да го оставиме, да ја затвориме таа тема за Блискиот Исток, да се вратиме малку на европското тло. Пред еден месец Украина го избра својот најмлад председател, 41 и политички неискусен, што е многу важно. Володимир Зеленски, инаку по професија актер. Па Тој еден месец по неговиот избор даде заклетва. Не го почитуваше тој протокол да се вози со поворка моторизирана, туку се прошета пешки низ плоштадот, но она што е најинтересно е дека веднаш по инаугурацијата тој распиша парламентарни избори, односно го распушти парламентот. Добро, тоа е политички гест, бидејќи мораме да се подсетиме дека Врховната Рада со губењето на политичката опција на десниот центар, преку која и беше изведен онаа револуција во 2014 година, кога беше урнат се уште актуелниот претседател Јануковиќ, и со губењето на, би рекол, на овие избори, катастрофалниот пораз на Петро Порошенко, кој беше претседател на Украина само 4 години, како угледен бизнисмен, веројатно проценка дека треба да има нови избори за да дојде до нов однос на силите во Украина, во украинскиот политички живот. Но оно што според мене најповеќе привлече внимание што Зеленски, кога и официјално стана претседател на Украина, најави дека ќе го врати суверенитетот на Украина врз сите територии кои во моментов не ги контролира Киев. Имаме прилог на таа тема, да видиме, па ќе го прокоментираме. Поранешната телевизиска ѕвезда Володимир Зеленски, кој минатиот месец победи на претседателските избори во Украина, положи заклетва на церемонијата во украинскиот парламент во Киев. За време на инаугурацијата, Зеленски соопшти дека планира да го распушти парламентот и да распише предвремени парламентарни избори. Зеленски, чиј мандат ќе трае 5 години, до парламентот дојде во свечена поворка и прошета низ паркот полн со луѓе.
На изборите, популарниот комичар го победи својот против кандидат, досегашниот претседател Петро Порошенко. Дејан, дали овој потек на популарниот комичар, сега нов претседател на Украина, за распуштање на парламентот е токму поради фактот што партијата преку која тој беше избран за претседател нема представници во законодавниот дом во Украина, па додека е неговиот рейтинг висок, да успее да добие пратеници. Веројатно, да, и логично, и тоа сите политичари го прават во целиот свет. Логично е, бидејќи малкумина очекуваа дека Петро Порошенко таков пораз ќе доживее во... Барем ние што ги следиме настаните надвор од Украина, судејќи според извештаите од светските агенции. Меѓутоа ми се чини дека доаѓањето на Зеленски на оваа функција само укажа дека досегашниот курс кој го водеше изминатите 20 години Украина, украинците сакаат да го менуваат, но едно што е заедничко за сите украинци кој го избра Зеленски е влезот на Украина во НАТО и во Европската Унија и поблиски врски со Западот, нешто што поголемиот дел од територијата го бара, значи лево од Днепар према Европа, но десно од реката Днепар према Русија, се уште има руски области каде што живеат повеќето, нели, мнозинско руско население кое со распадот на Советскиот сојуз остана да живее таму, тоа е делот на Донецк и Луганск или популарно наречен Донбас, каде што тамошното руско население со поддршка, со скриена или нескриена поддршка на Москва и рускиот претседател Владимир Путин се противи за целосна интеграција на Украина е подготвен, ми се чини со последниве случувања се подготвени дури да се отцепат од Украина, да се присоединат кон Русија по урдекот на Крим, кој пред 2 години, нели, со указ на Москва и со искрцување на огромен број на војска која немаше никакви амблеми, го заземе Крим и практично го стави директно под руски суверенитет. А Зеленски вети дека Зеленски ветува дека ќе го врати Крим и експресно дојде контра изјава од официјална Москва која му го потсети Зеленски да не размислува, да Украина не размислува така нереално, бидејќи Крим е руски ќе остане, алудирајќи на, ќе потсетам само дека русите го анектира Крим врз основа на поништување на една одлука од 60-тите години на минатиот век, кога тогашниот генерален секретар на Советскиот сојуз Никита Хрушчов, кој беше украинец по потекло, поради некои внатрешно државни територијални пресметки, Крим го зема од руска територија и го додели на Украина. Во овој историски контекст со распадот на Советскиот сојуз, русите тоа не го признава, бидејќи според пописот таму има поголем број на руско население од украинско, има нешто малку турконфонско и Москва поради стратешки причини пред се побара и го анектираше Крим од Украина, што на некој начин беше и своевиден преседан во поновата европска историја, но кога русите нешто анектираат, одговорот и контрамерките на Западот се секогаш многу поблаги него, например, како случајот со Косово, кога НАТО во 1999 година подигна цела една армада да го отцепи Косово од тогашна Югославија. Уште една тема, бомбастична за светот и оно што е на некој начин шок, начинот на кој што се третира кинеската Huawei во Соединетите Американски држави, имено обвинети се кинезите, барем шпекулативно, ако не во конкретни официјални искази на американската влада, дека меѓутоа тоа е стравување и на некои од други држави, дека Huawei можеби кинезите ги го користат за шпионирање. Оно што е особено важно е дека Google е оној кој што ја раскинува колку толку соработката со Huawei и сите оние апликации на Android можеби нема да можат Huawei да ги користат, што пак значително би ја намалило каде продажбата,
на оваа компанија. И популарноста во целиот свет. Да, исто така и Бидејќи никој нема да купи денеска мобилен телефон. и она ако што е нема на користење него. на самиот телефон би бил исфрлен од употреба. Трамп само го остварува на свое предизборно ветување дека ако дојде на власт, нели, ако дојде во Белата куќа, ќе се пресмета со Кина и со кинеските компании кои по обвинување на американците не го почитуваат правото на индустријска собственост, не ја почитуваат политиката на цените и на работната сила. Се чини дека Huawei им беше на мета на американците и на удар од сите кинески компании со кои Соединетите Американски држави се на некој начин во трговска војна. Веста која ти пред малку ја кажа е дека од денеска Google ја раскинува соработката со Huawei и уште неколку компании од Соединетите Американски држави. Сега прочитав пред малку дека и Intel, произведувачот на процесори светски познатиот од Силиконската долина, исто така го прекинува снабдувањето на компанијата Huawei со нивните производи. Еден тежок удар ми се чини за Huawei, кој ти рече пред малку неосновано, меѓутоа Соединетите Американски држави Трамп во својата изјава пред неколку дена изјавија дека имаат докази дека софтверската опрема која произведува Huawei и која е за американскиот пазар, во неа содржи компоненти за одредено шпионирање на американската безбедносна и економска моќ. Оттаму и овие радикални мерки кон Huawei, ќе потсетам од денеска Google се откажува од Huawei. Експресниот одговор на Huawei денеска беше дека тие ќе продолжат да ги развиваат своите апликации и дека ќе направат некој свој систем на апликации кој ќе биде исто така добар како што бил добар и досега. Но она што е страшно во целата таа работа е што трговската војна помеѓу Кина и Соединетите Американски држави не се намалува, туку се продлабочува. Ако пред некој ден воведоа царини едни према други од 25% за производите, денешниот потек на американските компании кон кинеските компании само дополнително ќе ја продлабочи економската криза, би рекол. Особено што сето ова што се случува со мала воена позадина. Американски разурнувачи, неколку американски разурнувачи на американската воена морнарица веќе се наоѓаат во близина на кинеската територија, каде што изведуваат воени маневри со тамошните нивни сојузници како што се Јапонија и Индија, кои па, ќе потсетам, регионално не се во добри односи со Кина. Повторно ќе кажам, трговската војна тука со Кина ги зголемува воените тензии. Нема да дојде сигурно до судир на двете армии, бидејќи има и кинески борбени бродови таму и многу се блиску, но се зголемува тензиите и веројатно оваа економска војна која имаат Соединетите Американски држави и Кина ќе мора да се намали или да се надмене со едно дипломатски засилење. А тоа веројатно ќе се случи откако ќе дојде предизборието во Соединетите Американски држави, бидејќи јас ќе потсетам сите овие состојби во Латинска Америка со Венецуела, Блискиот исток и тензиите, па и трговската војна според Прима Галуп минатата недела го покачи рейтингот на Трамп за него рекордни 45% доверба од гласовите. Дејане, има ли спекулации каков би бил одговорот на Кина на овие одлуки на САД со оглед на тоа што има и американски производители на мобилни телефони чии што делови се произведуваат во Кина таму и се Кина прави реципрочни мерки и кога ги воведе Соединетите Американски држави, кога ги воведоа царините, Кина експресно возврати со царини. Веројатно ќе има одговори од кинеската влада кон американските компании. Јас го кажав она што е последно, дека Huawei најавува дека ќе продолжи да го развива безбедносниот софтверски систем и своите производи, дека ќе направи и дека веќе има направено паралелна апликација и алтернатива за Google и за американските производи. За такво нешто. Да, се подготвувале, но целата приказна ќе потсетам дека околу кинеските производи Huawei пред се е непочитувањето на правото на индустријска собственост од страна на кинеските компании и на Народна република Кина воопшто, бидејќи за многу ефтини пари ја прекопируваат технологијата на Соединетите Американски држави и потоа за ефтини пари ја продаваат назад во Соединетите Американски држави и им прават на некој начин штета на американските компании.
Дејан, последното нешто кое што го имаме како тема, како информација овде е дека ги спомна самиот жариштата, тоа беа некои поситни, ако може да се каже поситни инциденти, особено што употребени се ракети. Аларм има и во Ирак, аларм има и во Сирија, аларм има и во Турција. Тоа само кажува Не мирува регионот. Тоа е целиот тој регион кој изминатите години имаше воени конфликти и е, ќе потсетам, долж границата со Иран. И не случајно беше онаа информација од Пентагон и од Американскиот Стейт Департмент кои најавија повлекување на својот персонал од заливските држави, бидејќи стравуваат од можни одмазнички напади на Иран. Сега ние не знаеме според овие новински агенции дали се ова одмазнички напади на Иран или можеби некој, знаеш, кој ќе падне силата и контролата на еден терен, онда разни милитантни групи почнуваат со своји пресметки меѓу себе, а можеби се и мотивирани и спонзорирани од одредени разузнавачки служби на одредени држави кои имаат интерес таму. Во секој случај, заливот ќе биде и натаму во фокусот на светското внимание и веројатно таму ќе има некој поголем воен конфликт. Не очекувам дека ќе има американска воена инвазија врз Иран, бидејќи тоа би било многу страшно и погубно, а и самиот Техеран денеска му порача... А и доволно силна им е дипломатијата за да може да го надмине тоа без... Денеска порача и самиот Иран, раководејќи се на една историја, дека секој оној кој се обидел да го нападне Иран, после тоа исчезнал, алудирајќи на најавите на Трамп дека не исклучува воената интервенција врз Иран. Да, од неговата уста, од неговата реторика може би излегува едно, меѓутоа дипломатијата знаеме дека дипломатијата и политиката се тоа, повторно ќе кажам, не случајно се случува на неполни 2 години пред председателските избори. Што може би е клучно за Што може би е клучно и веројатно е дека како и со Северна Кореја ќе морат и со Иран да седнат на преговарачка маса и конечно да го вратат оној нуклеарен договор меѓу Иран и Соединетите Американски држави кој предвидува на Иран да му бидат укинати санкциите, а за возврат тој да не складира нуклеарен отпад. Само ќе направам една аналогија. Северна Кореја има нуклеарно оружје, па седнаа на преговарачка маса, па не, може би ништо не испадна од тие преговори, но седна. Иран нема нуклеарно оружје, а тие веќе сакаат да ги дисциплинираат. Дејан, верувам дека на нашите гледачи доста појасни им стана работите, односно овие наслови и теми кои што ги анализиравме. Денеска, почитувани гледачи, тоа беше Дејан Андоновиќ и стандардната анализа на вестите од регионот и светот. Тука завршува овој втор блок отворено студио 1. Следуваат вестите со Александар Петрески, а со мене и со колегата Чаловски. Се гледате повторно во 17 часот на Нова тема.